Повеќе од месец дена се чека на анализите од земаните мостри од водите на река Брегалница, која поради пукнато црево кон крајот на јуни целосно побеле. Државниот инспекторат за животна средина се уште ги нема добиено резултатите од мострите што ги зеде Кримтехника. Единствено, инспекторот за животна средина кој го води случајот, го добил само сертификатот за безбедност на течноста. Во него германската компанија производителот на материјата Литекс, која се користи како сврзувачко средство за технички текстил, тврди дека не е токсична и не е штетна по природата и луѓето. Колкави ќе бидат казните и како ќе се постапи понатаму ќе зависи од тоа што ќе покажат анализите. Досега државниот инспекторат има изречено само мандатна казна во висина од 3000 евра на компанијата Technical Textile, во чиј двор пукна цревото на транспортерот. Тие се казните бидејќи инцидентот не го пријавиле и на тој начин го прекршиле законот за води. На неажурност на институциите обвинуваат и од Штипското риболовно здружение. Преседателот на Брегалница 2011 Никола Мицевски за Алфа вели дека и тие имат испратено мостри до Институтот за сточарство при УКИМ, но резултати се уште немат. Река Брегалница пред повеќе од месец дена целосно побеле. Белата боја и непријатната миризба на лепак во вечерните часови први ја забележаа граѓаните. Виновникот експресно беше откриен, а причина за побелувањето беше пукнато црево од цистерна при дотур на течност во склад на фабриката Technical Textile. Пред 2 години Брегалница беше обоена во црна, сива и црвена боја. Тогаш инспекторите не можеа да го локализират виновникот. Само беше откриен пропуска и неколку компании во кругот на поранешна Македонка, кои се занимаваат со боење на ткаенини.